Добро вечер. Тредневник на К3. Речиси целосно е завршена бербата на доцните есенски култури од Кумановско. На 94.000 тони е оствареното производство од повеќе култури. Останува да заврши бербата на зелката, информираат надлежните од подрачната единица на ресорното министерство. Над 94.000 тони е оствареното производство од доцните земјоделски култури во Кумановско, според податоците на подрачната единица на Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство, на ниво на трите општини Куманово, Липково и Старо Нагоричане со доцни земјоделски култури. Опфатена била површина од 11.500 хектари, од која најголем процент ја обработувале индивидуалните земјоделци, а помал процент предпријатијата. Речиси целосно е завршена бербата на поголем број од земјоделските култури, информираат од подрачната единица. Останува незначителен процент да заврши бербата на зелката. Производство на досни посеви, посебно берба на досни посеви на територијата на ПАЕ Куманово или во Кумановскиот регион, е сведена на бербата на зелката и келот. Во наредниот период се очекува забрзано да се доберат и последните плодови од нивите. Прегледот кој се гледа на податоците поединачно по култури ви го имате во предвид и веруваме дека за кратко време ќе биде 100% завршено. Приносите од компирот се очекуваат да изнесуваат повеќе од 20.000 тони, пиперот над 11.000, а приносите од доматот над 8.000 тони. Земјоделците речиси целосно ја завршиле и бербата на лукот, крставицата, грашокот, како и на луцерката, добиточниот грашок, граорот, индустрискиот пипер, детелината. Годинава суров тутун саделе само индивидуални земјоделци на незначителна површина од 1,7 хектари, и тоа најмногу од сел општина. Првата детска амбасада во светот медјаши веќе 14 години заедно со 240 граѓански организации од 88 земји во светот. Го одбележува 19 ноември како Светски ден за превенција од насилство врз децата и 20 ноември како Светски ден на детето. Секоја година на овој ден се става акцент на одредена форма на злоупотреба на децата. Оваа година акцентот е ставен и на превенција од врсничко насилство. Во 1959 година Генералното собрание на Обединетите нации усвои Декларацијата за правата на детето, а на 20 ноември 1989 година ја усвои Конвенцијата за правата на детето. Од 1990 година, како универзален ден на детето, се одбележува денот кога Генералното собрание на Обединетите нации ги усвои Конвенцијата за правата на децата и Декларацијата за правата на детето. Ова година се навршуваат 25 години од усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето. Алармираме поради влошувањето на состојбата на децата, особено насилството врз нив, а со цел да ги поттикнеме граѓанските организации, државните институции и другите меѓународни чинители да се активираат во изготвување стратегии и програми за превенција од насилство, како и да ја поттикнеме меѓународната заедница во незината заложба за елиминирање на насилството врз децата. Секоја година на овој ден се става акцент на одредена форма на злоупотреба на децата. Оваа година акцентот е ставен и на превенција од врсничко насилство. Врсничко насилство, така наречен булинг, е секоја форма на непостакувано и агресивно однесување во училиштата, кое не застанува таму, туку продолжува да ги следи децата во домот, преку интернет мрежите, социјалните мрежи. Жртви на врсничкото насилство се подеднакво момчиња и девојчиња без оглед на етничко или социоекономско потекло. Најчесто жртвите се чувствуваат поразлични од групата врсници, но тоа не значи дека децата треба да се потикнуваат да ги потиснуваат своите лични карактеристики со цел да се прилагодат на групата на врсници, со што би се избегнал ризикот од булинг. Напротив, треба да се почитува индивидуалноста која со сите своји убавини ги носи и ја менува динамиката на групата, ја прави потекнувачка средина за оние кои ја сочинуваат. Ефектите од овој вид насилство се видливи во истиот момент кога тоа се случува, но може да има и трајни последици. Најчесто жртвите имаат физички, емотивни и социјални симптоми. Тие може да се апатични, тажни и нервозни. Некои од децата социјално се изолираат, пројавуваат агресивно однесување во училиште, имаат намалена самодоверба, одбивање да се посетува училиштето. Траумите кои децата ги доживееле за време на детството како жртви на врсничкото насилство се рефлектираат врз нивниот понатамошен психосоцијален развој. Овие деца како возрастни може да имаат ниска самодоверба, депресивно однесување и психоматски реакции. Превенцијата е најефикасниот облик на борба против злоупотреба на децата, но таа бара мобилни посветени родители, граѓански организации, медиуми, државни институции на кои приоритет во работата ќе им биде примената и почитувањето на правата на децата.
Најчести причини поради кои доаѓа до настанување на недоразбирања, односно конфликти помеѓу учениците, се незадоволени базични потреби кај учениците во исто оделение. Тие се жалат на навредување и омаловажувања. Во што ќе прерасне конфликтот зависи од однесувањето на учениците. Најчесто се настојува конфликтот да се реши со заеднички разговор на учениците со класниот раководител. А доколку има потреба, се повикуваат три родителите и на тој начин се изнаоѓаат заеднички решенија. Најчести причини поради кои доаѓа до настанување на недоразбирање, односно конфликти помеѓу учениците, се незадоволени базични потреби кај учениците, биолошки или психолошки, различни вредности, убедувања, ставови, принципи, ограничени ресурси, како што е време, простор и својина. Во што ќе прерасне конфликтот зависи од однесувањето на учениците. Се случува некои ученици да се повлекуваат при таква ситуација, други се спротивставуваат, при што настануваат тепачки. Многу поретко се случува учениците да комуницираат помеѓу себе и заеднички да го решат проблемот. Поради тоа, тие многу често од страна на наставниците се испратени во службата на училиштето, кај педагогот и психологот, кои што разговараат со учениците и пронаоѓаат заеднички решенија како да се надмине проблемот, вели педагогот во основното училиште Браќа Миладиновци. Се додека не дојде до заеднички разговор, да се утврдат кои се изворите на конфликтот, потребите на учениците, поради што настанала таква ситуација, тогаш конфликтот може само да се продлабочува помеѓу нив, да доаѓа до уште поголема нетрпеливост и во еден момент да ескалира. Значи, исто како кога дуваме еден балон, се собира, се дува и на крај пука. Значи, тогаш дури е и малку касно за да се реши проблемот. Треба повеќе време и повеќе напор за да дојде до едно освестување кај учениците кој каде погрешил и многу е битно во такви ситуации и сите страни вклучени во тој конфликт да го прифатат конфликтот и да најдат заедничко решение. Значи, при што и двете страни ќе бидат задоволни. Сонја Поповиќ додава дека при настанување на конфликтна ситуација се настојува конфликтот да се реши во училиштето помеѓу учениците со класниот раководител, доколку се работи за посериозен проблем. Се повикуваат родителите на разговор заедно со своите деца и на тој начин се изнаоѓаат заеднички решенија. Најчести причини за настанување на конфликти граѓаните ги наведуваат гледањето на криминалните филмови, сиромаштијата и недоволното воспитание на децата од мали нозе. Причината за тепање, за несогласие, сиромаштија. Сиромаштија, jer ljudi нема, ствара се нервоза. Нервоза се ствара и тоа само произлегува само по себе. Мислите дека тоа влие и на децата и тие тоа го пренесуваат или? Сигурно, ако едно дете појде у град и тражи 100 денара или 200 денара, а не може да му дадеш, и ти се нервираш, и оно се нервира, и од тој произлегува све тој, што не валя. Гледање на телевизија, страшни филмови, цртани филмови, лоша содржина, и тоа е тој. Да, најчеста причина, да, највише што се деца делив, еве, например, наши деца учи во Кочарацин, што има деца што су родители биле у Авганистан и у Ирак, што некои родители не су биле, и тие деца не знаеве од беснотилак што да работи. Ете то. И дојде до конфликт, да. Наши деца не су такви. Тоа сепак влие до воспитување, нели? До воспитување на децата, да, прво домашното воспитување на децата, да. Да. Ако немаат контрола од своите родители, доаѓа до тие конфликти во училиштата. Мислам дека е 80% родителско воспитување. И така едно ноншалантно понашање со дечињата, тоа се воспитува од мали нозе, кои ќе појдат во предшколска, па дури до факултет. И после факултет. Треба да се родители да се обрне внимание повеќе да ги воспитува деца, да се мирни во школа, да слуша наставници. После родител како го воспита детето, какво ќе? Конфликти најчесто кои настануваат помеѓу учениците се од исто оделение. Тие се жалат за навредување и омаловажувања, додека многу мал број на недоразбирања се јавуваат помеѓу учениците од две или повеќе оделенија.
Во основното училиште Христијан Карпош се одржа завршна манифестација, односно заеднички проект насловен како меѓуетничка интеграција во образование, во соработка со училиштето Партнер 7 март од село Опај. Во основното училиште Христијан Карпош се одржа завршна манифестација, односно заеднички проект насловен како меѓуетничка интеграција во образование во соработка со училиштето Партнер 7 март од село Опај. Денеска е последниот, односно завршниот настан, каде што се презентираат сите изработки на сите тие активности, каде што беа вклучени многу наставници и ученици од двете училишта. Соработката меѓу овие две училишта е на многу високо ниво и се очекува и понатаму да продолжи со истото темпо. Ова е завршна манифестација, искрено се надевам само на еден дел од она што го сработавме. За воиднина очекуваме дека ова е добра основа за еден нов почеток, да соработката ја подигнеме на нешто некое повисоко ниво. До сега овие две училишта имаат завршено повеќе заеднички активности. И јас се надевам дека во иднина децата уште повеќе ќе се ближат меѓу себе, ќе станат другари и се надевам во иднина тие ќе имате и повеќе соработка меѓу нив. Инаку целта на овој проект е децата помеѓу себе да се зближат и да научат нешто повеќе за другата култура, религија и јазик. Во соработка со Министерството за труд и социјална политика, градинката Ангел Шајче спроведе проект наречен Од дете за дете, каде што се донираше за децата од социјално ранливите категории. Детската установа градинката Ангел Шајче во соработка со Министерството за труд и социјална политика спроведе проект наречен Од дете за дете. Овој проект постои и се спроведува веќе 2 години. Ние секој месец имаме подредена активност, значи имаме изготвен акционен план, каде што имаме повеќе активности. Тоа се собирни хуманитарни акции, потоа имаме работилници со родители и деца, каде изработуваат одредени изработки, слики, украси, потоа имаме продажни изложби и планирани се 2 аукции, каде што се собираат парични средства и истите според одреден правилник доставен од Министерство за труд и социјална политика се даруваат по принципот дарувај на оној кој прв се јави и кому му е потребен. Така да минатата година тоа го реализиравме, сега продолжуваме. Оваа донација се состои од облека, обувки, детска литература и други помагала кои им се потребни на децата. Во акцијата се вклучија родителите на децата од сите 6 градинки, како и сите хумани граѓани. Донацијата се предаде до Центарот за труд и социјална политика, а понатаму ќе биде предадена таму каде што е потребно. Драмската работилница на културно-уметничкото друштво Ѓоко Симоновски при Сдруженијето на пензионери Куманово. Синоќа во Националната установа Центар за култура Открива Паланка ја изведе представата Сомнително лице од Бранислав Нушиќ. Драмската работилница на културно-уметничкото друштво Ѓоко Симоновски при Сдруженијето на пензионери Куманово во Националната установа Центар за култура Открива Паланка ја изведе представата Сомнително лице на Бранислав Нушиќ. Представата е поставена по повод 150 годишнината од раѓањето на големиот српски комедиограф, сатиричар, критичар, новинар и дипломат Бранислав Нушиќ. Истата е изведена десетина пати на фестивали и во центри за култура во земјава, но и надвор од границите на државата, изјави режисерот на представата Лазар Ѓорѓевиќ. Представата Сомнително лице од Бранислав Нушиќ живее 2 година и она е досега презентирана, прикажана негде 9 до 10 пати низ Републиката, наша и еднаш во Србија, во Врање. На сцената пред паланчани се представија 19 актери аматери и пензионери, од кои најмладиот е на 67 годишна возраст, а највозрастниот има 83 години. Да се работи со поискусни, повозрастни актери и ако аматери? Па гледате сега, точно што рекоте дека се аматери, дека се возрастни, али се предсејнат се пензионери. Па, изузетно или да кажам воодушевувачки се работи со нив. Толку се дисциплинирани, толку се одговорни, толку се на задача зададена од страна на режисерот, така да ја ми недостасуваат. Кој ќе заврши представа, кој ќе си одам, на нив мислам и мислам дека се сплотивме. Се дружите ли надвор од ваквите представувања, по представите? Секако и нас ли е посебно... Секој проба е дружење? Апсолутно, секој проба е дружење
Па не повториле пред се што сме тие георни, таа разина на години. Меѓутоа само да кажем ова дека тука се во овој ансамбл, во оваа представа сега Сомнително лице играат од најмлади е 67 години, а најстар 83. Оваа драмска работилница постои 8 години и е единствена на Балканот составена од ваква возрастна категорија лица. Новко Петрушевски, пензионер актер, носител на главниот лик Јеротија Пантиќ, рече дека со учеството во оваа драмска работилница успеал да ја оствари желбата од младешките години, да биде актер, а и во сите досегашни представи го глумел главниот лик, понекогаш, како што рече, и со над 1 час активно глумење на сцената. Многу сум задоволен затоа што имаме еден уигран тим, кој секој се знае својата улога и мене многу ми доаѓа леснотија затоа што немам проблеми со другиве, туку сум концентриран само за мојата улога. Така да со задоволство ја играм. Иначе можам да кажам дека овие се пензионери, можам да кажам омладинци. Сите си ја работат како да се млади. Човековиот дух не старее со годините. Да, не старее. Ова е сигурно претежна кај сите желба во младите години, што не можел да му се исполни. Вашите афинитети од каде за Ја уште како дете пишував. Меѓутоа имав желба да играм. Мојот родител беше касапин, месар. Не ми даваше да идам, да бидам актер. И тоа се створи желба уште од помлади години. Не ми се исполни. Па, еве 12-13 години имам повеќе представи и на сите сум главен лик. Така да се надевам дека и натаму ќе продолжам, бидејќи се осеќам уште способен за големи дела. Ова е едно дело кое трае скоро 2 часа, од кои скоро сат и нешто јас само зборувам. Активно. Да, значи уште ме држи меморијата. По изведбата на Сомнително лице во Крива Паланка, членовите од драмската работилница на Кут Ѓоко Симоновски при Сдруженијето на пензионери Куманово до крајот на годината ќе настапат во Свети Николе и Скопје. Предводена од исклучително посветен и успешен економски тим, Македонија во време на глобална економска криза прерасна во привлечна бизнис дестинација. Со напорни реформи создаде поволна деловна клима за странски инвестиции, рече председателот Ѓорѓе Иванов во обраќањето на гала вечерта на Македонскиот економски самит 2015. Предводена од исклучително посветен и успешен економски тим, Македонија во време на глобална економска криза прерасна во привлечна бизнис дестинација. Со напорни реформи создаде поволна деловна клима за странски инвестиции. За тоа зборуваат и глобалните извештаи. Отворена кон светот, успеа да изгради силна поврзаност и партнерство со бројни развиени и растечки економии и од западот и од истокот, рече председателот Ѓорѓе Иванов во обраќање на гала вечерта на Македонскиот економски самит 2015. Според Иванов, и во периодите на политичка криза, Македонија продолжи да биде посакувана дестинација за бројни инвеститори, за десетици илјади странски туристи, но и за илјадници странски студенти. На бизнисмените има потребна држава која има политичка волја и капацитет да ги решава проблемите со кои тие се соочуваат, а Македонија е токму таква. Воедно располага со релативно млада, високо образована работна сила, која е талентирана и напорно работи, посочи председателот. Тој ги повика присутните стопанственици да ги искористат можностите на Македонија, земјата која нагласи е пријателски настроена кон странските инвеститори. Тука порача ќе најдат сигурни деловни партнери и лојални работници, а преку успехот во Македонија ќе бидат и нејзини промотори. Во обраќањето председателот повтори дека стратегиска цел на Македонија е членството во НАТО и во Европска Унија, но земјата не се откажува од продлабочувањето на соработката со сите добронамерни држави. Моите сонародници во диаспората често ме прашуваат што треба да направат за Македонија. Мојот одговор е дека треба да бидат интегрирани во нивните втори татковини како врвни бизнисмени, уметници, спортисти, научници. Така ќе придонесат и за успех на Македонија, заклучи председателот Ѓорѓе Иванов. Состојбата на јужната и на северната граница и прифатните центри кај Гевгелија и Табановце во изминатите 24 часа е мирна и стабилна, информираат од Министерството за внатрешни работи.
Во изминатите 24 часа во прифатниот центар Табановце пристигнале и заминале вкупно 2715 мигранти. Според податоците од Министерството за внатрешни работи од Нукеска на полноќ до 8 часот утрова на Табановце пристигнале 45 лица, а издадени биле 12 потврди за азил. Моментално информираат од Министерството за внатрешни работи, во кампот се наоѓаат 280 лица. Во прифатниот центар на јужната граница во Гевгелија, во овој момент според МВР, во кампот се наоѓаат 500 лица кои чекаат да заминат кон Табановце. Како што информира од МВР, има информации дека од грчката страна има околу 2000 лица кои чекаат за влез на македонска територија. Овие бројки постојано се менуваат, напоменуваат од Министерството за внатрешни работи. Според информацијата од регионалниот центар за управување со кризи во Гевгелија транзитирале 4400 мигранти кои по евидентирањето и закрепнувањето патот кон северната граница го продолжиле со специјалните возови и такси возила. Ситуацијата во кампот според информацијата на ЦУК е мирна и по целосна контрола. Сите служби во кампот кои постојат за обезбедување хуман третман и евиденција на мигрантите функционираат нормално. Советот за безбедност на Обединетите нации ќе прогласи глобална војна против Исламска држава. Првата група сириски бегалци Лондон ќе ги смести во Глазгов. Исламска држава се заканува со напади врз Белата куќа. Вести од светот. Светските сили се подготвуваат за заедничка резолуција во Советот за безбедност на Обединетите нации со која ќе се објави глобалната војна против Исламска држава. Нападите во Париз, но и уривањето на рускиот патнички авион над Синај на досега поделениот Совет за безбедност на Обединетите нации му дадоа потик, сепак да ја прифати оваа можност. Кина, Франција, Русија, Обединетото кралство и САД досега беа поделени неподготвени за соработка, но се чини дека последните напади дадоа потик за заедничко делување. Со убиството на кинескиот заложник, зашто информира пропагандниот весник на Исламска држава, ИД всушност погуби граѓани на сите постојани членки на Советот за безбедност, се наведува во предлог резолуцијата. Француски представници изјавија дека до Советот за безбедност на Обединетите нации поднесуваат предлог резолуција, која треба да го потисне рускиот предлог што беше представен претходно. Французите се уверени дека предлог резолуцијата нема да најде на руско или кинеско вето и дека може да биде усвоена. Првата група сириски бегалци кои организирано ќе пристигнат на територија на Велика Британија ќе бидат сместени во Глазгов, соопштија шкотските власти. Пристигнувањето и сместувањето на сириците е дел од програмата што претходно ја најави британскиот премиер Девид Камерон, според која до пред крајот на оваа година во Велика Британија треба да бидат згрижени 1000 бегалци. Станува збор за бегалци кои од Турција преку Грција и Балканската рута одат кон богатите земји на Европската унија. Шкотскиот министер за Европа и за меѓународен развој Хамза Јусаф изјави за локалните медиуми дека доаѓањето на бегалците представува гордост за цела Шкотска, затоа што земјата на тој начин го покажува гостопримството на шкотлаѓаните и нивната спремност да им се помогне на луѓе во неволја. Сириските бегалци ќе бидат сместени и во Братфорд, каде веќе постои бројна муслиманска заедница, но и во Конвентри и уште во неколку општински центри. Припадниците на Исламска држава објавија видео снимка на која се закануваат со бомбашки самоубиствен напад врз Белата куќа. На снимката која ја објавија џихадистите од Исламската држава од Дирак се поздравуваат миното неделните напади во Париз. Најновата закана доаѓа само еден ден откако Исламската држава се закани со напади во Њујорк. Директорот на FBI Джеймс Коми изјави дека не знае за постоењето на какви било кредибилни закани во САД слични на нападите во Париз. Портпаролот на Стейт Департментот Џон Кирби изјави за CNN дека во тек е проверка на најновото видео со заканата кон Белата куќа со цел да се провери неговата автентичност. Ракометарките на Куманово поминато неделната пауза одново се враќаат во првенствениот ритам. Избраничките на Јосимовски ќе ја пречекаат екипата на Прилеп која неодамна убедливо ја совладаа. Во меѓувреме Прилепскиот состав се засили со квалитетни ракометарки, па поради тие причини Кумановки ги очекува неизвесен надпревар. Екипата од Прилеп во меѓувреме се засели со две квалитетни ракометарки, Моника Ристевска и Бојана Јовановска, што значи дека Куманово ќе мора да вложи многу труд доколку сака да стаса до посекуваната победа.
Она што е добро што екипата полека се комплетира во пресет на клучните мечеви, а мечот против Прилеп, според зборовите на претседателот Бобан Пеовски, ќе биде важен во борба за третото место, кое носи пласман во Европа. Тренерот Зоран Јосимовски и покрај се верува во својата екипа и се надева на победа. Расположението е на ниво на кое што треба да е, спремни сме, расположени, желни за игра, желни за докажување, желни за уште една победа на тимот на ЖРК Прилеп, за да го потврдиме третото место во Македонската женска суперлига. Се уште очекуваме повраток на уште една од ракометаркиве. Здравствениот билтен е добар, девојките кои се во тимов се полека враќаат во врвна форма, повеќето од нив веќе се во врвна форма, така да ќе пружат максимум и ќе гледаме добар ракомет во секој случај. За екипата на ЖРК Прилеп очекуваме добра игра од нивна страна, очекуваме пожртвувана игра од нивна страна. Верувам дека и тие ќе направат што е во нивна можност за да издвојуваат победа и да пробаат да останат на третово место, каде што сме сега моментално и го делиме тоа трето место. На преворот Куманово Прилеп ќе се одигра утре во салата на основното училиште Христијан Карпош со почеток во 16:30. Кошаркарите на Куманово во рамките на 7 коло ќе го пречекаат тимот на Кожув во спортската сала. Во досегашниот тек на првенството Кумановци имаат учинок од 3 победи и исто толку порази, а евентуалниот триумф против Гевгеличани ќе значи чекор напред кон врвот на табелата. Кошаркарите на Куманово продолжуваат со мечевите од домашниот шампионат. Наред на преорот против Кожув се работи за сериозен ривал против кого ќе биде потребна добра игра за освојување на бодовите. Екипата на Куманово оваа сезона, предводена од феноменалниот Луковиќ, игра добро, но ќе биде потребно и другите кошаркари да се приклучат за да резултатскиот учинок биде уште подобар. Здравствениот билтен во екипата значително е подобрен, па да веруваме дека со добра игра и со поддршка на Кумани, Куманово ќе стаса до планираната победа. Средбата Куманово Кожув ќе се одигра утре во спортската сала со почеток во 17 часот. Македонскиот представник во Лигата на шампиони Металург загуби на гостувањето кај кадетен Шафхаузен со 10 разлика, 27-17. Ракометарите на Металург синоќа претрпеа убедлив пораз на гостувањето кај кадетен Шафхаузен во надпреварот од 8-то коло од Д групата од Лигата на шампионите. Добрата игра од првиот дел од дуелот остана во сенка на високиот пораз 27-17. Швајцарскиот првак со победата ги задржа шансите за пласман на првите две места во групата. Металург добро играше во првиот дел, особено во средината кога во два наврати имаше водство од 4 голови, но домашниот тим со серија од 5 голови го презеде водството. Почетните минути од вториот дел минаа во изедначена игра, а потоа по водството од 14-13 за нашиот тим следуваат техничките грешки во нападот кај Металург, кои ракометарите на Шафхаузен ги казнуваа и стигнаа до убедлива победа од 10 разлика. Најефикасен на надпреварот со 9 голови беше Мануел Лингер од кадетен, додека кај Металург Јанко Божовиќ постигна 4 голови. Во Д групата на чело е Мотор со 10 бодови, а по 9 имаат Скерн, кадетен Шафхаузен и Бајамаре. Металург има 4 бодови, а последен е Елверум со 3 поени. Металург следниот надпревар го игра на 28 ноември со Скерн во Скопје. Реал Мадрид и Барселона ќе го одиграат големото Ел Класико дерби оваа сабота на Сантјаго Бернабеу, кој дефинитивно со поголем притисок го дочекува тренерот Рафаел Бенитес. Вести од меѓународен спорт. Еден од најдобрите фудбалери во претходните 3 децении, Зидан би можел да биде следен предводник на Реал Мадрид, како што пренесуваат шпанските медиуми. Зидан е главен кандидат да го замени Рафаел Бенитес во случај шпанскиот стручњак да пропушти да победи во Ел Класико. Реал Мадрид заостанува 3 бодови зад Барселона во пресрет на надпреварот на Сантјаго Бернабеу, а евентуалниот пораз Бенитес би можел да го чини отказ. Зидан во сезоната 2013-2014 беше асистент на Карло Анчелоти, со која освои Лигата на шампиони. Од летото 2014 ја води Кастилја, Реаловиот Б тим кој игра во третата шпанска лига.
Джордан Хандерсон ќе тргне да тренира следната недела, истакна менаџерот од Енфилд Јерген Клоп. Хандерсон одигра 2 дуела оваа сезона, пошто прво ја повреди ногата, а потоа стопалото, така што не тренираше од септември. Исто така напаѓачот Даниел Старич е опоравен од повредата, се уште не е 100% подготвен. Старич е подготвен онолку колку што може по толкава пауза, наведе Јерген Клоп. Според зборовите на Клоп, ситуацијата околу повредата на коленото на Сако е подобра отколку што се мислеше. Како и да е, се уште е рано да се говори за тоа колку француски одбрамбени фудбалери ќе отсуствуваат. Ливерпул е прв на табелата на Премиер лигата, а во наредното коло во сабота ќе гостува лидерот на англиското првенство Манчестер Сити. Најдобриот светски тенисер Новак Ѓоковиќ ја постигна и втората победа во групата Стен Смит на Мастерсот во Лондон, откако синоќа со 2:0 во сетови го победи Томаш Бердих. Со овој триумф тој го освои второто место во групата, а во сабота полуфинале ќе игра против Рафаел Надал, кој е прв во другата група. Ѓоковиќ го совлада Бердих со 6-3 и 7-5. На првиот меч од третото коло од групата, Роџер Федерер со 2-1 во сетови 7-5, 4-6 и 6-4 го победи Кеј Нишикори. Начело на табелата во групата заврши Федерер со скор 3-0. Ѓоковиќ е втор со 2-1, а потоа следуваат Нишикори со 1-2 и Бердих со 3 порази. Денеска се играат мечевите од третото коло од групата Илиен Настасе. Први на теренот ќе бидат шпанските тенисери Рафаел Надал и Давид Ферер, а потоа следува дуелот за второто место во групата Енди Мареј и Стан Вавринка. Какво време не очекува да проследиме од Метео? Тоа беше се за третиот дневник, почитувани гледачи. Имајте пријатна вечер.